Високите температури значеа и старт на летната туристичка сезона. Со какви предизвици започнаа туристичките работници и кои се очекувањата во однос на летната сезона и во однос на посети и во однос на ноќевање, но и во однос на пари кои што треба да се добијат? Сите овие прашања ги поставуваме на директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Билјана Стефановска на гости во Македонија на утро. Добро утро, Билјана, и добре ни дојдовте. Добро утро, Кристина, ви благодарам за поканата и посакувам убав ден на гледачите на Македонска радио телевизија. Последен пат се сретнавме нешто пред стартот на велигденските празници, кои што споминавме дека се своевидна најава за летната туристичка сезона, па ајде да сумираме што се случи тогаш и во однос на посети, и во однос на ноќевање, но и во однос на пари. Заработивме ли доволно за Великден? Статистиката покажува одлични индикатори, односно кога ги споредуваме првите 4 месеци од 2025 година со 2024 година, ќе забележиме раст на странските туристи за 22%. Тука се забележува благо намалување за 4% на домашните туристи, а во однос на ноќевањата за истиот период годинава споредбено со лани, можеме да забележиме 20% зголемување на ноќевањата. Кога зборуваме во пари, тоа е над 5 милиони долари повеќе од минатата година. И тоа е одличен своевиден показател пред сезоната, ни ја најавува каква ќе ни биде сезоната. Ако денот по утрото се познава, пред сезоната најавува одличен туристички потенцијал на Македонија и развој на туризмот. Чекавме календарски да ни почне летото, за да може да ја отвориме оваа тема и да продискутираме за летната туристичка сезона. На Охридското крајбрежје дел од угостителите не се многу задоволни од стартот на сезонава, но се оптимисти. Велат очекуваме успех. Го делите ли вие оптимизмот со нив? Апсолутно, оптимизмот е потврден, затоа што има голема заинтересираност од странските пазари за посетеност на главните центри на Скопје и Охрид. Кога зборуваме за Охрид, тука би го додала и Струга. Цел тој регион ни е познат како најпознат туристички центар во Македонија. Заинтересираноста е голема. Имам разговарано во повеќе наврати со хотелерите. Задоволни се, имаат резервираност преку целата година, односно договори за закуп на соби. Исто така важни се тука чартерите кои ни доаѓаат, новите авионски линии кои што се отворени од оваа година, но исто така и букингот си го прави своето. Доста посетители од цел свет доаѓаат и преку букинг. Ги споменавте чартерите, од каде се ќе имаме пристигнување во Охрид и од каде во моментов имаме туристи? Во моментов имаме најавените туристи од Германија, Велика Британија и Франција, кои што доаѓаат со Freebird, пристигнуваат на аеродромот во Скопје и го посетуваат и Охрид. Исто така со чартер доаѓаат и холандските туристи. За жал, Регобис од Полска е во преговори, но тоа не зависи ни од државата, тоа зависи најмногу од хотелите. Тие се во преговори и тие бараат all-inclusive понуда. Доколку успеат да се договорат со хотелите, следната година полските туристи повторно доаѓаат во Македонија и ја зацврстуваат својата позиција и во Македонија. И агенцијата секоја година поставува одредена бројка која што е своевиден таргет за ноќевањето кои што сака да ги постигне во однос на летната туристичка сезона. Која е оваа година? Ако лани беше бројката 3,5 милиони ноќевања, ако додадеме 20% зголемување, јас би била скромна и би рекла 4,3 милиони ноќевања. Исто така изголемување на приливот во бруто домашниот производ, нескромно 700 милиони долари. Може би и до 1 милиарда, но многу пари завршуваат и на црни пазари каде што немаме доволна евиденција. Тоа е така бидејќи некои приватни сместувачки капацитети, соби, апартмани не ги регистрираат своите туристи, не плаќаат туристичка такса за разлика од хотелите. Како да ги доведеме во ред, имајќи предвид дека ова е болна точка со години која што ни се влече?
Тоа секако ќе влезе и во новата стратегија која што треба да произлезе. Треба да има повеќе инспекции на терен. Може би да се создаде и туристичка полиција, каде што ќе ги контролира и плаќањето на туристичките такси, пријавувањето на гости и туристичките водичи, да ги заштити нашите туристички водичи, односно да ги ограничи и обструира туроператорите кои што си носат свои туристички водичи и кои што ја интерпретираат историјата онака како што тие сакаат, а не онака како што треба и како што е од наш аспект. Тоа ќе го слушаме и нешто подоцна тема исто која што ја отвараме од Асоциацијата на туристички водичи ќе ни дојдат на гости. Сакам малку да се навратам на ова цифра за прека 3 милиони ноќевања, реално остварливи се за ова? Реално. Добра. Да. Но имаме нова сезона со стари проблеми. Меѓу другото и работниците, оние кои што ќе работат во туристичкиот сектор, кои што не се дефицитарни секоја година, како ќе ги угостиме сите домашни и странски туристи ако немаме работници? Каква е состојбата на терен во моментов? Проблемот ни е реален и акутен проблем во моментов. Угостителите и туристичките работници во моментов се снаоѓаат со сезонски работници, но тука треба да се направи и долгорочна стратегија заедно со Министерството за труд и социјална политика и средните високите школи за туризам, каде што ќе оформиме еден модел како да ги задржиме нашите, би рекла сега трендот на младите да ни одат во Хрватска на работа или во Грција на работа, не дека повеќе ќе заработат на тие пазари, но ете тоа е светски тренд не само во Македонија, каде што младите сакаат и да работат и да уживаат. Но ете, например, студентите кои што се школуваат во Македонија, може факултетите да им наложат 3 сезони да работат во Македонија и таа пракса да им биде реално платена. Тука треба повеќе да се поработи и да се формираат работни групи, да се формира тој модел. Значи, реален е проблемот. За квалитетот на понудата сме зборувале постојано. Тоа е нешто што треба во континуитет да се напредува и не дека нема позитивни примери, апсолутно ги има, но има голем број и домашни и странски туристи кои што ќе кажат дека она што го платиле, она што им е ветено и она што го затекнале како фактичка состојба, многу се разликуваат. Тоа би можеле да го гледаме низ призма на домашни странски туристи. Доколку гледаме низ призма како домашни туристи, еве, например, кога одиме во Охрид, ќе кажеме дека цените се поскапи и тоа е реално. Сместувачките капацитети и угостителските услуги се за околу 30% поскапи од лани. Тоа директно го имам разговарано со хотелиерите и тие тоа го потврдуваат. И тоа за нашите туристи е скапо, но тоа може да се доаѓањето може да се иницира со викенд понуди, некои попусти, некои атрактивни манифестации кои што ќе ги привлечат домашните туристи, а доколку гледаме од призма на странските туристи, сепак ние нудиме, имаме квалитетна гастрономска услуга, квалитетно вино, сместувачки капацитети кои што за странските туристи се доста поволни кога споредуваме со земјите од регионот. И сепак сме конкурентни. И во однос на понудата, мислам на содржини кои што повторно ќе ги вратат туристите назад, ги имаме ли доволно? Еве денеска го најавуваме Охрид Винофест, но ги имаме ли доволно вакви содржини кои што може да ги донесат, да ги задржат и да ги вратат повторно туристите дома кај нас? Апсолутно дека имаме. Тука би го напоменала фестивалот Охридско лето, кој што еден месец во Охрид е културна манифестација и ни доаѓаат уметници од цел свет, исто така и гости привлекуваме од цел свет. Има и повеќе други спортски и други манифестации, не само во Охрид, туку зборуваме за цела Македонија. За цела Македонија и низ другите региони на Македонија и во главниот град. Но исто така треба да се поработи и во новата стратегија да влезат алтернативните форми на туризмот, како збогатување на туристичката понуда со рурален туризам, екотуризам, културен туризам, вински туризам, сето тоа би придонело повеќе привлекување и на домашните и на странските туристи. Винскиот туризам, спа центрите би ги привлекле повеќе домашните туристи.
Но исто така и странските туристи се заинтересирани за вински тури, за рурален туризам и сега тоа е тренд во светот и треба да чекориме по тој пат. Ајде да видиме што велат Охриѓани, каква е состојбата на терен. Колешката Сонја Рилковска ја вклучуваме во живо од Охрид. Сонја, како се задоволни туристичките работници од стартот на туристичката сезона? Што нудат, што добиваат во моментов? Така, колеги, добро ви утро од Охрид. Како што најавивте, разговараме, правиме една оценка на туристичката сезона до денес. Овде со мене е Челик Асим, туристички работник и угостител од Охрид. Добро утро, Челик. Ајде да кажеме, изминува јуни. Како сме задоволни од стартот на сезоната? Добро утро и од мене. Еве, како што кажавте, веќе помина и, да кажам, една добра половина од месец јуни. Стартот на сезоната е евидентен, тука сме, раздвиженост има, меѓутоа првичните резултати или импресии кои што ги имаме за оваа сезона покажуваат мало намаление на туристи во градот Охрид. Евидентни се групите кои што се планирани во текот на целата година, кои што ќе дојдат, зборувам за чартерите, они организирани гости, меѓутоа евидентно е намален бројот на гости од соседните земји, оние кои што ние ги очекуваме да ги има во поголем број, се уште ги нема. Така, можеме да заклучиме дека изминатиот период најбројни се еднодневни екскурзии. Оние кои што се дел од балканските тури, имаме голем број на турци, азици, малезици, некои такви гости како да не се најбројни во мај, во јуни. Па да, Охрид тоа е факт дека Охрид е атрактивен за посета. Зошто го кажувам тоа? Сведоци сме дека Албанија, значи туристите кои што ја посетуваат Албанија доаѓаат на еднодневна екскурзија и ги гледаме со автобуси, доаѓаат, го посетуваат Охрид на еден ден и се враќаат. Тие гости престојуваат во, да речем, во Дурес, во Тирана и сега со инфраструктурата која што е евидентно многу подобрена во Албанија, имаат можност да дојдат тука многу пократко патување со автобус, меѓутоа ќе повторам, Охрид е атрактивен да дојдат да го посетат. Сега до нас останува зошто ние ги немаме гостите кои што планираат да дојдат и да одмараат во Охрид, а не да доаѓаат тие се адхок гости на неколку часа ќе дојдат тука. Во секој случај градот има бенефит од нив, меѓутоа тие не се стратешки гости кои што ние треба да ги имаме се почесто и почесто. Не можеме да бидеме задоволни кога сме еднодневна екскурзија на соседна Албанија. Треба да имаме наши гости и да се трудиме да ги задржиме. Апсолутно е така. Секундарен производ сме на друга туристичка дестинација, што не е добро. Охрид е многу позначаен град од сите нив и има што да понуди, меѓутоа до нас е да направиме производ и да не бинеме тоа што сме сега. Се надевам дека во минати месеците кои што доаѓаат за јули и август ќе се зголеми бројот на гости, затоа што евидентно градот се уште е празен, не е онака полн како што сме навикнати да го гледаме. Така, Челик, немаме стратегија како да ги задржиме на подолго. Ке ни дојде, рековте, јули, август, ке ни дојде оној пик на сезона, крај на јули и почеток на август и повторно ќе имаме оној масовен туризам од кој што повторно не сме задоволни. Масовниот туризам го уништува Охрид. Тоа може би звучи така сурово, меѓутоа тоа е реалноста. Кога зборуваме за масовен туризам, сите знаеме дека првата недела од август месец Охрид е тероризиран, за жал. Градот нема бенефит од тоа, има само штета. А што се однесува до стратегијата, јас многу пати сум кажал дека тоа треба да прво да дојде од државата, од институциите, од факултетите за туризам, од експертите кои што имаат знаење тоа да го направат и заедно сите со градот Охрид да се направи стратегија која ќе биде на долгорочно и со тоа Охрид да го добие оној сјај кој што го заслужува. Меѓутоа, еве, сведоци сме неколку години и назад ништо не се случува. Ние напротив нема прогрес, не одиме напред, него тапкаме во место или да не речам се враќаме назад. Субвенциите некако ги изгубивме и оние субвенционирани туристи. Полска, два туроператори ги откажаа доаѓањата, велат вината е кај нас самите затоа што хотелите не понудија и не дадоа all inclusive услуга. Треба ли воведување на субвенции од други земји да се стремиме кон нови пазари?
се согласувам, меѓутоа не потполно, затоа што субвенциите не треба да бидат мотив за да привлечеме нови туроператори или да ги задржиме оние кои што доаѓаат. Субвенциите беа еден мотив повеќе за да ги мотивираме да почнат да дојдат. Тоа се случи. Не сакам да кажам дека субвенциите се прекинати, напротив, државата исплаќа субвенции, не знам сега дали има некаков застој или нешто се прекинало со плаќање на тие субвенции, немам информации, не би можел да тврдам, меѓутоа оние туроператори кои што ги спомнавте, полските гости кои што доаѓаа, за жал проблемот е тоа што градот од 15 години наназад, кога почна да речам прогресот или напредокот на странски туроператори или туристи во градот, ние не понудивме нешто повеќе. Останавме со истата понуда веќе 10 или 15 сезони и тоа сите пазари се заситуваат. Значи градот треба да понуди нови акомодации. Во Охрид немаме хотел со 4 со 5 звезди. Гледаме нешто се гради. Ќе кажам дека граѓаните некои се револтирани, се гради ваму, се гради таму, меѓутоа нема прогрес без понуда. Ние треба да направиме понуда што ќе привлече гости, а во моментов тоа го немаме и час поскоро треба да имаме хотели кои што ќе бидат со 4, со 5 звезди, треба да понудиме ресторани кои што истото ќе го понудат, треба да понудиме тематика која што ќе понуди, дали тоа било ќе го искористиме езерото како можност или планините или храната, меѓутоа треба да биде све со 5 звезди и Охрид тоа го заслужува и само така може да напреднеме. Благодарам многу, че што бевте дел од утринската програма на македонската телевизија. Да се надеваме дека деновите кои што следат ќе донесат повеќе туристи и оние со подлабок џеп кои што ќе сакаат да потрошат повеќе, а и да останат повеќе на брегот на Охридското езеро. Колеги, благодарам, Сонја. Вашата дискусија ни отвори овде дебата во студиото. Билјана, треба ли да бидат сите туристички сите понуди, да речам, и хотели и сместувања со 5 звезди? Апсолутно не. Тоа е прашање на вкусови. Некои преферираат да седат во хотел и да уживаат во луксузната соба, некои сакаат само да преспијат во собата, значи некои бараат наевтина соба, некои сакаат да се ја платат поскапо и да се уживаат. Тоа е прашање на вкусови. Исто така не се сложувам со колегата Челик, од една контрадикторна изјава, од една страна кажува дека нема доволно туристи, а бројките покажуваат 20% зголемување на ноќевањата во 2025 година во првите 4 месеци успоредбено со лани, а 22% зголемување на странските туристи, односно, би сакала да ви го кажам овој податок. 193.047 туристи се дојдени во првите 4 месеци од 2025 година. Ова е најголемиот резултат и најголемата бројка во последните 15 години. Значи, од отварањето на агенцијата во 2009 година, сите бројки, баш се заинтересирав за овие податоци, годинава го имаме значи, троструко зголемување на доаѓањето на туристи. И неблагодарно е да се каже дека немаме туристи. Туристичките работници се повикуваат и на стратегијата за туризам, која што велат ќе реши многу проблеми во туристичкиот сектор. Таа треба да се донесе 2026 година и факт е дека ќе реши многу проблеми во туристичкиот сектор, но нели е двустрана улица, нели за да ги реши треба да и тие се инволвирани и тие да покажат и волја и интерес за решавање на проблемите. Во изработка на стратегијата треба да се вклучени сите засегнати странки. Факултетите за туризам, стопанските комори, експертите. Значи, тоа не треба да биде само една книга, еден документ, кој што само ќе го читаме. Таа стратегија треба реално да биде остварлива. И треба да направиме и краткорочна, но и долгорочна стратегија, да видиме за 50 години, например, или за 20 години, каде сакаме да ја гледаме Македонија. Каде сме сега, каде можеме да бидеме и каде сакаме да бидеме реално. Треба да се направи една реална свот анализа, да се видат сите слаби страни, можности, јаки страни, закани и во тој контекст да ја формираме стратегијата. Не случајно ве прашав, бидејќи Македонија е многу повеќе од Охрид, многу пати сме зборувале промовирајќи го одржливиот туризам, но и по толку години имаме скромни вложувања кои што главно се темелат на индивидуален ангажман.
Да, само би сакала уште да додадам дека со изјавата од една страна кажуваат дека нема туристи, а од друга страна напаѓаат дека масовноста го убива туризмот и е многу лошо. Но и тоа прашање се дискутира. Дали Охрид треба да го промовираме како туристички центар за масовен или елитен туризам? Видете вака, Кристина. Значи, бидејќи споминавме дека не треба сите сместувачки капацитети да се со 5 звездички, претпоставувам одиме на масовен туризам. Светските трендови не се масовен туризам. Тоа можеме да го видиме од најголемите туристички центри како Италија, Шпанија, ете на Венеција има туристичката такса има зголемено, дури има поставено влез во самиот град, затоа што сака да го намали масовниот туризам. Значи, презаситеност од туристи. И реално во тој пик на сезона во јули и август во Охрид едноставно не може нормално да се функционира. Локалното население не може да најде простор, паркинг, се е проблем, значи. И апсолутно не треба ние да се сконцентрираме на масовниот туризам. Ние треба да се сконцентрираме на рурален туризам, одржливи практики, green destination, sustainability, тоа се трендовите кои што треба да ги пратиме. И реално почнавме да работиме. Ексклузивно би сакала да најавам дека подолго време работев со агенцијата за меѓународна поддршка од Јапонска амбасада и успеав да ги убедам да влеземе и ние во нивната стратегија за Југозападен Балкан, бидејќи тие се експерти во Балканот, главно имаат седиште во Србија и Србија е одличен пример како го има развиено руралниот туризам. Ние треба да се движиме, бидејќи немаме море. Знаеме дека Албанија 5 години во континуитет расте, но и цените им расте. Тоа ќе биде еден бумеранг кога во иднина туристите ќе стагнираат и ќе бараат полесно достапни, побезбедни дестинации, каде што цените се конкурентни. За разлика од нив сме поевтини. Можам да кажам, за разлика и од Албанија и од Србија, сум видела сме поевтини. А имаме доста квалитетна гастрономска понуда. Сега, агенцијата сака да ги пренесе тие глобални практики за одржливост и да сертифицираме некои дестинации. Јас ги предложив Охрид, Струга, Вевчани и Дебрца. Тоа е еден регион кој што многу им се допадна и реално Вевчани е своевиден културен споменик на природата. Имаме еден регион Дебрца каде што е блиску до аеродромот, залепено до Охрид и Струга, блиску до Вевчани и тој цел регион може да биде една голема туристичка брендирана дестинација, каде што ќе привлекуваме гости кои што се заинтересирани за одржлив туризам, кои што сакаат да ја зачуваат животната средина и природата. Ние треба да ја диверсифицираме туристичката понуда, односно да ги развиваме помалку развиените општини и руралните средини. Со сликата одиме во една многу развиена општина, која што туристите, што домашни, што странски ја обожуваат. Одиме во Битола, колешката Ружица не очекува со следното линковско вклучување. Се вложува во Битола, апсолутно знаеме низ годиниве. Ружица споменав и домашните и странските гости ја сакаат, но ајде во детали, што нуди и какви се очекувањата од оваа летна сезона? Добро утро по втор пат, Кристина. Да, овој пат на линковско вклучување ќе го имаме Рубин Николовски. И кога станува збор за туризмот, и јас и ќе речам дека не можам подобар соговорник да имам. Рубин, добро ти утро. Секогаш ми е задоволство со тебе кога зборувам на оваа тема. Докаде сме на полето на туризмот? Можеме ли да најдеме начин да ги задржиме туристите на повеќе од 2 до 3 часа или само на минување кога станува збор овој пелагонискиот регион? Добро утро, поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Благодарам за одличните зборови во најавата. Можам да потврдам дека според статистиките од периодот јануари-април 2025 година, позитивниот тренд на раст на домашните и странските гости, кој што е евидентен за цела територија на Македонија, апсолутно е пресликан и во Битола. Ние имаме зголемување на бројот, особено на странските гости во овој период, во првите 4 месеци, и тоа е добар индикатор дека и во текот на во останатиот дел од годината бројките можат да одат нагоре. Дополнително, она што е важно за Битола и за престојот на гостите во Битола, особено за странските, повторно нагласуваме тоа дека имаме ние над државниот просек, односно имаме престој кој што трае од прилика 3,9, односно скоро 4 ноќевања.
Во тој дел мораме да бидеме задоволни со оглед на туристичката понуда и на потенцијалите кои што ги има во моментот општината и значи како територија, меѓутоа и нејзиното пошироко окружување пред се националниот парк Пелистер. Дека имаме уште простор за работа, имаме, и тоа како. Меѓутоа со се она што гледаме дека се случува во глобални рамки, можам да едноставно само да констатирам дека од 2020 наваму, почнувајќи од ковидот па се до ден денес, ние апсолутно имаме една рестриктивна рамка и бројките кои што се во нагорно зголемување треба да не радуваат и да бидеме на некој начин задоволни, затоа што глобалниот тренд и глобалната атмосфера за раст, инфлација, војни и така натаму апсолутно не оди во прилог на туризмот. Рубин, неодамна ми гостуваше Стивен Бибевски од Мајами, кој што со воодушевување доаѓа овде во Битола за да си ги негува своите корени и вели: преку глава ми од она комерцијална шаблонска храна која што се нуди во рестораните, душата кога ќе дојдам во Македонија ми ја бара автентичната македонска храна, оние пинџурчиња со квалитетен македонски лук и така натаму. Исто така се воодушевува на нашата неверојатна природа на Баба планина. Може ли руралниот туризам еве да ни ги задржи гостите? Не само што може, туку според мене и според моето искуство, тоа е единствениот начин и единствената можност за квантитативно и квалитативно зголемување на престојот и потрошувачката на туристите. Ние не треба да заборавиме дека не треба само да ја мериме должината на престојот на гости, туку и содржините што тие ќе ги исконсумираат, односно парите кои што ќе ги потрошат во дестинацијата. Руралниот, алтернативниот туризам не само во Битола, во цел Балкан, па и во поширок контекст, е единствениот начин да го зголемиме бројот и на гости, и бројот на ноќевања, и бројот на потрошени пари во дестинацијата, меѓутоа и она што според мене е врвен приоритет, а тоа е продолжување на туристичката сезона. Значи, вие можете да стигнете до 6-7 ноќевања ако имате зимски центар или ако скијачки центар или ако имате езеро или море. Меѓутоа тоа е само концентрирано во текот на една сезона. Алтернативниот, руралниот туризам, авантуристичкиот туризам апсолутно може да направи 365 дена сезона. Тој не е поврзан само со одредена локација, може и највисокото село, најоддалечената населба, планински врв и така натаму да направи туристичка дестинација, и тоа е тоа на што ние треба да се фокусираме. На крајот на криштата ние не треба да заборавиме дека гостите кои што доаѓаат во нашите дестинации претходно виделе буквално се и се што од светот и на некој начин тие сакаат да го видат автентичното наше. Урбаните центри се неизбежен дел од нивната програма, меѓутоа руралните средини и за среќа се уште автентичните вистински рурални средини кои што го живеат својот живот без потреба да го презентираат пред гостите, туку се едноставни такви какви што се еден од најдобрите атрактивно-мотивацијски фактори. Ние ако сакаме да имаме раст и развој, пред се преку продолжување на сезоната, мора да се фокусираме на тој тип на туризам. Имаме неверојатна природа, фантастични села, Баба планина и врвот Пелистер ни се вистинска гордост, меѓутоа според мене недостигаат сместувачки капацитети во овие предели, меѓутоа и многу поголема промоција и вакви одлични водичи како тебе би рекла. Те молам еве за крај, дали исто така ни недостигаат и контролори за промоција на сето она што се промовира од туризмот во Македонија? Имаме ли воопшто контролирање на оние промотори и туристички водичи? Точно, неколку поенти одлично ги погодивте. Значи, за да се зголеми бројот на туристи, најпрво треба ние да ја креираме понудата. Понудата значи и содржини, меѓутоа значи и базично имање на доволен број на сместувачки капацитети. Ние не можеме да чекаме гостите да дојдат, па потоа да кажеме аха, сега има гости, ајде да градиме капацитети. Обратно оди тоа. Прво креирате понуда, па потоа истата ја промовирате и бројките во туризмот се зголемуваат. Значи во секој момент имаме апсолутна потреба од зголемување на бројот, и тоа не само на обичниот тип на сместување, туку оние рурални, во рурални средини и се разбира хотели и сместувачки капацитети со повисока категорија. Во делот на промоцијата, апсолутно,
мора да правиме се што е во надлежност, би рекол пред се на државата и на државните институции, затоа што тоа е скапа работа. Туристичките оператори не можат да си го дозволат, едноставно е прескапо. А во делот на контролите, апсолутно јас би апелирал конкретно во делот на туристичките водичи и на групите кои што се водат во помалите средини, Охрид и Скопје како главни центри, до одреден степен имаат контрола врз водичите. Јас апелирам истото тоа да се преслика и кон помалите дестинации. И еве за крај со една реченица, колку е казната во Грција, во нашето соседство, доколку фатат некого да промовира нечија традиција и култура без лиценца? Да, па само би спомнал дека дека се мери во илјадници евра. Благодарам многу и еве имаме добра завршница, значи дека час поскоро тоа треба да се воведе и кај нас. Кристина, еве слушнавме информации од областа на туризмот. Благодариме, Ружица. Прашавме за Битола, ајде малку да го продискутираме и Скопје. Пред некој ден добивме убава информација, македонското село повторно се врати во употреба по 7 години пауза. Одлична можност и за домашните, но и за странските посетители да избегаат од жештинива, има и што да понуди, но реалноста е дека Скопје ќе биде европска престолнина на културата во 2028, но не знаеме дали воопшто Скопје во моментов наликува на европска престолнина на културата. Може ли нешто агенцијата да стори во моментов за да ја промениме колку толку сликата на главниот град? Оживувањето на македонско село не значи само отворање на туристички капацитет, тоа е културен символ за Македонија и е платформа каде што се представува гастрономијата, културата, традицијата, занаечиството. Тоа е одлично за привлекување пред се на домашните туристи, но и за обука и запознавање на нашата традиција на помладите генерации. Да, Скопје ќе биде престолнина на културата во 2028 година. Тука би рекла дека треба да се формираат работни групи меѓусекторски кои што треба да ги мапираат инфраструктурните и културните капацитети кои што ги поседуваме и што е она што треба да се додаде. Има време, но и нема доволно време. И најглавно, тоа треба многу да се испромовира низ Европа. Тој настан ќе привлече многу туристи од цел свет. Што ќе видат кога ќе дојдат овде? Јас мислам дека ќе се организираме до 2028 година, ете ќе имаме и нов градоначалник, мислам дека сите ќе се вклучат институционално, како што реков, дека треба да се направат работни групи и главно фокусот да се стави само на Скопје за таа цел да излеземе во што е можно најдобро светло пред светот. Ајде ќе дискутираме. Туризмот е меѓу другото и инфраструктура. Не можеме можеби да се пофалиме со совршена до сите туристички центри. Еве слушнавме последно една делница од патот Кичево Охрид ќе биде пуштена за неколку дена, некаде на почетокот на јули, но измачување со години назад патот до нашиот најголем туристички центар. Апсолутно знаеме што се случуваше попатно градејќи се патот и целата таа траса, но кога мислиме на инфраструктура, мислиме и на пешачки патеки, мислиме и на планинарски патеки, мислиме и на велопатеки и тука не можеме многу да се пофалиме на темата. Така. Значи, најавените 150 километри автопати низ државата ќе значат циркулација, слободен проток и на туристи на домашното население, значи тоа е одлична новина. Исто така доградба, реконструкција на регионални патишта, како што кажавте, во инфраструктурни проекти не се само регионалните патишта и автопатите, тука се и велосипедските, пешачките, планинските патеки. Јас би рекла дека треба во стратегијата да се стави дека секој туристички центар треба да има еден инфраструктурен план кој што треба да биде поддржан и од општинскиот и од државниот буџет. И тој план да биде збогатување на алтернативните форми на туризам и нормално достапност до руралните средини. Додека ја чекаме стратегијата, па да видиме како таа ќе се реализира во пракса. Што е итно и приоритетно во моментов? Најважно е да се брендираме како дестинација. Добра. И да брендираме други дестинации низ Македонија. Ете, дај Боже да брендираме една одржлива дестинација или
позната во цел свет, каде што ќе ни доаѓаат и јапонски и туристи од цел свет, каде што ќе сакаат да ја видат таа природна убавина која што можеме да ја понудиме, бидејќи 80% од територијата на Македонија се планини и шуми, и тоа е нешто што треба да го зачуваме и да се гордееме и да го искористиме. Во една реченица, да. Како да ги заштитиме туристичките работници, односно туристичките водичи во моментов? Го знаеме проблемот нивни. Исто така тоа треба да влезе во стратегијата. Можеби треба да се формира и туристичка полиција. Ете, ако одите во Истанбул, ќе видите туристичка полиција и тие ги контролираат сите со беџови, им бараат сертификати, дозволи, доколку нешто не е во ред, тоа сето се санкционира и ние така треба да настапиме. Имаме туристички инспектори, но мислам дека им треба засилување, тие не може да постигнат со сите работи. Сезоната почна, ќе анализираме допрва. Благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Ви благодарам, Кристина.